работи, госпоѓата Јанкуловска, ќе ве замолам да обезбедите присуство, бидејќи во првиот дел од денот таа беше овде, или доколку не е тука нејзиниот заменик. Ќе ве замолам времето да ми го слушате. Ве молам, ако не е тука, за министрите тие после на писмено се одговорат. Повелете, поставете го. Господине председателе, овие прашања се директно насочени кон госпоѓата Јанкуловска. Јас не знам како госпоѓата ќе ми одговори на писмено, кога овде имам и некои работи што таа лично треба да ги види. И затоа мислам дека е крајно некоректно од ваша страна што не сакате да обезбедите присуство на госпоѓата министер. А доколку бидејќи е отсутна госпоѓата министер, еве на моите прашања ќе ги насочам кон премиерот на Република Македонија, господинот Груевски. Господине Груевски, сите три прашања ќе бидат насочени кон вас, бидејќи знаете и целата македонска јавност знае како работи министерството со кое раководи госпоѓата Јанкуловска. За овие 6 години граѓаните ова министерство ќе го паметат само по спектакуларните апсења, по селективната правда, по убиствата на млади луѓе, по полнење на полицијата со нестручни и необразовани кадри, а оние што учат седат се уште дома. Но граѓаните на Република Македонија, особено граѓаните на Штип, ова моето прво прашање се однесува на градот од каде што доаѓам, сакаат да знаат кога конечно ќе излезете од партиските стеги и наредби и ќе почнете да ја вршите работата за која сте избрани. Во Штип, начело на полициската станица, е поставен командир без соодветно образование, човек кој со полициската станица се однесува како да е негова приватна фирма и кој наместо да спречува вршење на кривични дела и прекршоци, тој учествува во истите. И наместо да ги открива сторителите и да превзема мерки, тој е еден од нив. Почитуван господине премиер, истиот тој командир, кој треба да го спроведува законот и да ги штити животот на граѓаните и нивната лична сигурност, тој на нивни грб печали пари, се изживува врз вработените во СВР Штип и ги уценува. Дека ова вистина, ќе ви ги покажам изјавите од вработените во полициската станица, кои се подпишани со име и презиме, кои се стигнати на моја адреса. Во нив, во што се работи, за како вид на криминал работи овој командир на полициската станица. Ги уценува полицајците да се осигураат преку фирмата кој тој е агент, тоа е фирмата Граве, и со надпишување на саатнини, на часови за ноќна работа, на тој начин да ја отплаќаат полисата од 2600 евра. Доколку некој тоа не сака да го направи, истиот ќе биде дислоциран во рурални средини, ќе биде ставен на пониско работно место и така натаму. На прашањето зошто тоа го прави, тој вели дека сега сум на власт и сега да треба да печалам некоја пара. Сега ми е шансата. Пишува во изјавата. Дека луѓето кои се осигурани преку него многу убаво си поминуваат, говорат и фотографиите за многу убаво однесување, господине премиер, ако сакате погледнете, како се однесуваат полицајците во полициската станица на терен, во униформи, како пијат алкохол, како го рекетираат населението од Плачковичкиот регион, ги имам и во боја, ако сакате, како собираат арач од граѓаните од турското население од Плачковичкиот регион, еве погледнете како ги собираат јагнињата по Плачковичкиот регион, и како со оружје се закануваат, се сликаат со селаните од Плачковичкиот регион. Еве во многу расположена состојба, во исто така, во местата каде што тие хараат со своето однесување. Доколку немате верба, ги имам и во боја. Еве ги сите, тука се пубаво изгледаат, многу убави. Господине премиер, ве прашувам, кога конечно, по 6 години,
ќе почнете да ја работата или министерката која ја поставивте ќе почне да ја работи работата за која е избрана, кога ќе почне да го спроведува законот и уставот, што постојано се повикува на нив, и дали конечно ќе се стави ред и ќе се испита криминалот во оваа полициска станица. Второто прашање е исто така до Јанкуловска, ама сега ќе го одговорите вие. Целата македонска јавност знае за сомнителните тендери, за ненаменските трошења на пари, а од друга страна полициските возила стоат паркирани бидејќи немаат доволно бензин. Полицајците одат во искинати униформи и сами си ги плаќаат патните трошоци до нивните работни места, а од друга страна полициски службени возила се користат за лични цели. Дека ова е вистина што го зборувам, господине премиер, говори и оваа представка што до пред 8 месеци е стигната во Министерството за внатрешни работи и до ден денес никој нема одговорено за оваа представка, а се однесува на лицето Југослав Стојановски, командир на граничната единица во Јажинце. Овој дотичен господин, наместо да се грижи за безбедноста на граничниот премин и на граѓаните, тој постојано се грижи за тоа како да го наполни својот колонијален дуќан со роба и тоа пренесувана со службени возила. Дека ова е вистина што го говорам, еве автомобилот Лада Нива како се товари со гајби за колонијалот на дотичниот господин, еве како Лада Нива истото ова возило е паркирано во неговиот семеен двор, и еве како возилото Defender исто така се користи за собствени потреби на лица овластени, вработени во Министерството за внатрешни работи. Сега, господине премиер, овој човек е се уште командир со одобрение на министерката. За време на своето работно време носи гајби, носи разна роба, а може би и многу повеќе врши дејности на овој граничен премин, но, господине премиер, неговото работење не застанува тука. За целата ова активност му помага лицето Гоце, викан Риджо, кој работи како раководител на граничната полиција Јажинце и со службено возило Defender секој ден патува за Скопје за лични потреби и истиот е под закрила на командирот или началникот на оваа гранична полиција Север. Добро знаете за кого зборувам, бидејќи се работи за истакнат кадар на ВМРО ДПМН и бидејќи оваа представка е многу одамна стигната во Министерството за внатрешни работи и не сакам да добијам одговор дека не сте запознати со случајот, може би вие не, вашата министерка да. Значи, прашањето е зошто досега немате постапено по оваа представка, второто прашање, и чиви интереси се штитат во овој конкретен случај. Третото прашање исто така до министерката, а сега до вас. На интерпелацијата предочив дека во Министерството за внатрешни работи работат кадри со дебело полициско досие, со кривични пријави за разбойништво, тешки кражби, а некои од нив дури имаат издржувано и казни затвор во КП домот Идризово, а сега истите овие лица се поставени на раководни места во Министерството за внатрешни работи. Некои се вработени во пасошко оделение, некои се началници, имаме инспектори по општ криминал, стопански криминал и така натаму. Господине премиер, таков пример е лицето Мирко Русевски од село Лешок, брат на координаторката на локалниот клуб на жени на ВМРО ДПМН при Тетово, кој во 3 наврати има кривични пријави за разбойништво и тешки кражби, има издржувано казна затвор во Идризово и условна казна од 2 години, а сега, значи пред изборите на 50 годишна возраст, е вработен во пасошко оделение во Тетово. Со единствен критериум истакнат член на ВМРО ДПМН. До кога против криминалот ќе се борите со криминалци, со што оваа држава заслужи да ги трпи сите овие тортури и сите овие непромислености што се случуваат во Министерството за внатрешни работи и што треба да се случи во оваа држава, за дотичната министерка еднаш за секогаш да си поднесе оставка. Благодарам.